Емисија Отворено за, добро вечер, почували наши граѓани. Еве не со актуелна тема во вечерашното издание. Со Александар Георгиев, директорот на јавното предпријатие Превоз, разговараме. Имаме повод да дојдеме овде во неговата канцеларија. Тој наскоро ќе оди на друго место, меѓутоа ние еве ќе искористиме шанса да разговараме за новитети кои ги има во јавниот превоз. И не само новитети, туку да видиме, да дадеме отчетност како работи јавното предпријатие Превоз овие изминати месеци, веќе и години нешто. Сложена операција со луѓе кога се работи, има секојаш проблеми, кога се работи за цени исто така. И сака првото прашање на Александар да му го поставам вака. Например, добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро, одлично. Многу гледање имаше првата емисија, се надам дека и ова ќе имаме во доволен број како интерес на нашите граѓани. И свршите намалување на цените. Во Кавадарци можеме ли во детали да одиме? Вие ова намалување го практично ставате во функција од среда. Да. Значи, како најактуелна тема и како една од исто најактуелна тема што ги засега граѓаните, односно цената на билетите по кои возиме во градскиот и приградскиот превоз. Овој пат, значи, вршиме корекција на цените, односно намалување на цените во приградскиот превоз. Претходно имавме врз основа на одредена дестинација и различна цена на чинење на билетот. Добро. Сега врз основа на наши интерни, да речеме, консултации и анализи врз кои се одлучивме да го направиме тоа, ги намалуваме сите цени за приградскиот превоз. За секоја дестинација че изнесуваат 50 денари со купен билет и 45 денари со одземање на кредит од картичките кои ги продаваме ние во нашиот инфоцентар. Добро. Што сметате дека му кумуваше на намалувањето на цените или влијаеше на цените? Па, една од основните причини за намалувањето на цените е тоа што имаше иницијатива од Советот на општина Кавадарци, заедно со градоначалникот да има намалување на цените. Односно, нашата цена на чинење останува иста, само се зголемува делот за субвенционирање од страна на општината. Тоа сака да прашам. А се намалува делот на плаќање од самиот граѓанин, односно при купување на билетот. Фактички финансирате еден дел бесплатно возење. Па како и до сега се зголемува субвенционирањето на возењето. Тоа сакам да го знаат граѓаните. Кажемо каде може да се купат овие картичките со кои може да се искористи оваа поволност? Картичките може да се купат тука на самиот плоштад во туристичкото биро, Кавадарци, во туристичкото биро, односно инфоцентарот на град Кавадарци, е наш вработен кој од 8 часот до 16 часот е таму и ги обавува овие работи. Сакам да чуам, се развили ли малку нашиот граѓанин да не сака да вози автомобили, тука да се вози со автобус? Па врз основа на анализите кои го правиме на секој месец, имаме зголемување и на продажбата на билети и на користењето на овие бесконтактни картички. Бесконтактни картички, да. За наплата во автобусите, значи се поголем е слухот на граѓаните и за градските линии, за приградските линии, односно селата, се зголемува секој месец бројот процентуално и просечно на извозени патници од наша страна. Морам да кажам дека ова е пионерска работа за Кавадарци. Пионерска на некој начин, бидејќи вие опаќате се, и градски и приградски сообраќај. Сега гледам и Росоман се интересира и селата од општина Росоман за користење на превозот. Че треба малку време да помине за да сватиме сите дека не треба да се возиме со автомобил. Значи, како наша наредна активност во блиски дни, односно тоа го стартуваме во наредниот месец, че имаме кампања во сите населени места, односно че имаме истакнат штанд со кој ќе ги запознаваме граѓаните, кои се бенефициите за користење на платежните картички, кои се бенефициите за користење на градскиот превоз и какви услови и запознавање на граѓаните подетално со возните редови, за да имаат они целокупна информација за да прават нивна план за дали би се извозиле со еден, со друг или со трет вид на превоз. Почувани ја следите емисијата Отворена за, разговараме за јавниот превоз во општина Кавадарци, кој започна и веќе успешно би рекол
според воведен дел на муабетот, се одвива во изминатиот период. Александар заврши школската година, зад нас е едно големо премрежие и во образовниот систем, меѓутоа и за вас, бидејќи вие за прв пат се сретнавте со голем број задолжителни патници или патници кои и патува и наутро и навечер, кажете ми како заврши овој дел, колку вкупно места населени опаќате како јавно предпријатие превоз, колку ученици возите од средното и основното образование, имате ли понекогаш и промашени рути или недонесени деца од едно место до друго? Така да прашам. Значи, на почетокот сакам да кажам дека како ново основано предпријатие и без поголемо искуство во овој дел за превозот на деца до средните и основните училишта, беше голем залог да се организираме со постоечката флота што ја имаме како број на возила и сите тие работи, да направиме комбинација каде што ќе ги извозиме и децата до школите и назад, од Сабајле и нели Поручек, а усето тоа склоп да има и да функционираат сите градски и приградски линии. Добре. Сега, значи, во делот што ме прашавте, отприлика бројот на ученици кои ги превезуваме или кои се опфатени со оваа програма се околу 680 деца. Добро. Се возат од повеќе, мислам дека од 15 или 16 локации, вклучувајќи и децата од градот на кој им следува законски таму пропишана нумерација со километри. За наша среќа или за наше добро функционирање или поставување организацијски на предпријатието, тоа што ме прашавте, значи немавме, да речеме, неоднесени деца или минимални закаснувања, можеби понекогаш да, ама 100% од тоа што ни е зацртано, еве и за градски и приградски превоз и за децата, значи се што пишува во нашиот истакнат возен ред е извозено до сега, значи немаме едно отстапување до сега како статистички. Многу добро, тоа е важно, бидејќи во старт ги решавате проблемите. Или ако го имате некој проблем, го решавате тука. Да, па реално позадински проблеми секогаш има, ама тоа не треба да се сети кај што нема да функционира некоја линија или нема да стигне возилото на време или уопште да не стигне возилото. Кога сме овде, имаме ли каснени, достани на автобусите? Имаме, ама тоа се минимални каснења. Поголем дел би рекол дека сега еве ќе го земам градскиот превоз, каснењата се одвиваат од делот кај што имаме многу градежни активности од делот на градот, кај што имаме затворени улици и тие такви работи кај што не зависи од вас. Па некогаш и не зависи од нас, меѓутоа тие каснења се минимални. Ајде сега кажете ми за градските линии како функционираат. Имате ли договори со компании кои сакаат да се возат со вас? Дали можеме тука да ствариме некоја навика? Имате ли анализа направена? Па почнавме, значи освен тоа што нели функционираат општо за граѓаните овие градските линии. Добро. Со јавното предпријатие Комуналец склучивме договор за превоз на нивните патници, кај што они до сега има, да речеме, некој паушал се одвојуваше на плата, сега значи за поздрав и нивниот стручен тим таму, кај што одлучи да му следува јавен превоз, бесплатен, овозможен од страна на нивната компанија, а ние имаме договор склучен за превоз на нивните вработени. Исто така имаме договори со други компании, значи околу 50 лица ги возиме до своите работни места и назад, и тоа е сето во склоп на градските линии. Многу ретко каде што имаме надвор или отстапување на секојдневниот возен ред, активираме дополнително возило за да се ги оствариме сите работи што ни се зацртани. Колку просечно луѓе се возат во градскиот превоз? Целокупната бројка, вклучувајќи ги, да речеме, првите 3 месеци, односно од работењето, бројката просечна во градскиот превоз беше околу 100 патници на ден. А сега, значи во вториот квартал веќе имаме со потпишување на договори со компаниите што ги спомнавме и зголемената свест за возење со градски превоз на луѓето, околу 240 луѓе. Се големо таа бројка. Што правите ако поголем број на предпријатија се решат своите вработени да ги возат со вас? Па тоа се дополнителни анализи каде што нормално би повлекло и, не знам, купување или дополнување на флота за нови возила. И нови вработување? Па точно, значи
чим се зголема броят на возилата, трябва да се предвидят и повече возачи. Важно може да отговорите, така да кажем, може да отговорите на таков предизвик. Да, гледай, значи ни много не би се отстъпували от това, що ни е основна дейност. Значи нашата основна дейност се знае това. Не сме комерциална компания, баш за този вид на транспорт. Жителите на община Росоман бара од вас јавен превоз и мислам дека го добија. Го добија, да. Поверете, да ја кажеш нешто повеќе за тоа? Да, неколку месеци предходно, значи во соработка со општина Кавадарци и општина Росоман, Добро. се направи согласност од двете страни за пуштање на линијски превоз, меѓуопштински линијски превоз. Добивме исто и согласности од Министерство за транспорт и врски, дефиниравме возен ред во Советот на општина Кавадарци и на управен надзорен одбор како тела кои треба да го одобрат тоа. И наше предвидување или планирање дека во петок би започнал тој превоз. Еве да најавам пред граѓаните дека првиот ден од кога ќе се врши превозот ќе биде бесплатно за сите граѓани што ќе го користат тој превоз. Нормално ќе има, до тоа ги имаме неколку дена кај што ќе дефинираме флаери, кај зашто ќе дадеме известување на медиумите, ќе бидат истакнати сите возни редови на автобуските постројки, исто го правиме и сега, меѓутоа сега имаме промени кај што ќе нагласиме некои, да речеме, од овие линии што ги пуштаме како нови за поголема информираност на граѓаните и повеќе да го користат јавниот превоз. Сите ли села од Росоманска општина ќе бидат фатени со овој превоз? Сите села, значи планирано е да има 3 линии до Росоман, Добро. вклучувајќи ги и селата што се наоѓаат во таа општина. Сметате дека ќе биде искористен превозот во Росоман? Па врз основа на нивни иницијативи, на не знам. Да. Тие сакаат и тие се навикнати да функционираат со автобус и добро би им дошло да транзитираат до Кавадарци и до било кој веќе се запознат, мислам дека повеќе од 5 или 6 години немате уопште никаков превоз организиран. Така е, точно е. Сега додека сме тука кај општина да го поздравам и нивниот градоначалник и совет на општина Росоман, каде што тие се заложили да го работат. Да, за наша досегашна и од сегашна соработка имаме донација на едно возило, практично скоро ново возило, кое ќе го вклучиме во нашата флота и со заемен договор, значи да ги покриваме и нивните линии, со тоа што му возможуваме 3 пати линија во текот на ден. Почнувани, вие сте со емисијата Отворено за, која ја емитуваме денеска на тема јавен превоз. Некои новитети ни соопштува нашиот соговорник Александар Ѓорѓиев. Александар, како се екипиравте кадровски во фирмата? Па првично и најосновно беше што предпријатието како јавно предпријатие функционира од август месец минатата година. Званично, официјално. Официјално, да, каде што до месец декември бев само јас вработен во компанијата. Добро. Сега веќе сме екипирани, имаме 9 шофери, возачи на автобуси кои се најнеопходни за нашата дејност. Имаме од администрација со минимален број на корисници, но само потреба кај што таму кај што треба, правник, финанси, архива и продажба на билети. Да го поздравам и тимот, значи ентузијастички настроен. Овие денови на терен бевте заминати. Да, тоа беше на моја иницијатива, значи како некоја врста на тимбилдинг, и што не само тоа што го сработивме, туку да крени тимскиот дух на предпријатието и да стекнеме малце поголема, да речеме, како се вика, близина меѓу вработените. Тоа беше поздравено од граѓаните, да ги кажеме, и добро е тоа така. Со колку возила сега возите моментално? Сега имаме флота од 10 возила. Почнавме со 7 возила. Во меѓувреме добивме еден голем автобус донација. Сега е, ово што го спомнам, имавме и друг автобус, комбе донација за 19 патници. Имавме донација исто и од општина Кавадарци, еве да го поздравам и градоначалник што ни обезбеди возило за наше користење во делот на, не знам, како службено возило за наши потреби. Апсолутно. Планирано е, значи, да, кога планирано е да се набават и други возила. Еден автобус, едно комбе за користење на овие
тука потреби што ги имаме во градот. Ви немате големи автобуси, во главном се помали, попрактични возила за улично превезување на патници, ако така можем да кажем. Па добро, сега првичната набавка на нови возила беше 3 поголеми и 1 помал автобус, значи за наше тие трите се големи. Што покажа искуството дека тамали е дивизионирано? Да, врз основа на проекцијата што ја имавме и претходно како студија за туристи на превозот, мислам дека се движиме со 10% напред или назад врз основа на тоа што го дефиниравме уште на самиот старт. А се каже ли, ви веројатно нон-стоп планирате што ќе се случува утре или идната наредната година. Може ли за идните активности вас како менеджер да ве прашаме? Па секако, значи ние врз основа на тоа што го работиме и до сега сработеното, мислиме дека уште сме младо предпријатие, мислам дека се уште ќе претрпуваме промени, се движиме во еден добар правец. Планираме, како што спомнав, да го зголемиме возниот парк. Тука ќе напоменам дека како една вака по-интересна работа во сето тоа е што оваа година за жал не стигнавме, наредната година ја ќе најавиме че има туристички воз, туристичка линија. Со дефинирање таа линија мислам дека ќе се обраќа до 12 деца или до браната во нашиот град. За наредната година исто планираме да направиме и реновирање на повеќето автобуски постројки, да монтираме информациони табли каде што би го се означувало, не знам, линија број таа и таа пристигнува за 3 минути и 20 секунди и таква работа. Исто се во план е да направиме и мобилна апликација за, да речеме, поголема информираност на граѓаните, каде што таму исто би ги имале овие возни редови и сите тие работи, каде моментално се наоѓа автобусот и сите тие работи. И следиме трендовите каде што некој претходно го измислил тоа и само ги преточуваме и се стремиме да ги преточуваме во нашето предпријатие. Приградските населби би ши дека ќе бидат идни за 10 дена, може би години повеќе, ќе се вози многу или ќе се инсистира да се патува многу во селата. Кажете ми дали во овој дел сметате дека со намалувањето на тој билет на 150 денари колку ќе чини од среда, ќе направите чекор напред? Има ли закажан или анализиран интерес за поголемо користење на вашиот превоз во селските средини? Мислам на Бошавијата, па зошто да не и на овој дел? Тоа не го спомнавме, значи освен намалувањето на овие приградските линии што се тука локали имаме намалување на линијата за Бошавијата по наше. Сега е многу добра цената. Од 200 на 150 денари е намалувањето. Значи, во принцип, ни сите промени и сите измени што ги правиме со местното население за каде што се врши превозот, односно дали тоа е местна заедница на одредено село или било кој, кај што до сега имаме остварени неколку состаноци врз основа на кои они ги искажуваат нивните барања и ние ги прилагодуваме нашите возни редови на тие барања. Нели самиот сервис, односно превозот на патници е до таму каде што одат возилата и тие што треба да ги обслужуваме. Во една прилика граѓаникот рече што повеќе се возиме, а тоа го рече и ти во... Ќе биде поевтино. Што повеќе патници, тоа е добро. Тоа е, значи, добиваш на квантитет, а всушност ги заработуваш парите и можеш да вршиш унапредување на самата дејност. Тоа не е основната цел, значи што повеќе да ја зголемиме свеста на граѓаните да користат јавен превоз. Бенефициите од тоа сето ги знаеме сите, од еколошки аспект, финансиски аспекти и сите така. Јас немам веќе прашање, ако имаш нешто на крајот на овој разговор да додадеш, повели. Па еве да ви се заблагодарам што по втор пат сум гостин во вашата емисија. Се надевам дека како и првиот пат што спомнавте на почетокот, че има исто гледаност и овој пат. Задржиме интересот кај граѓаните. Имаме интересни теми, имаме интересни информации што треба да ги дознаат граѓаните на нашата општина и на сега соседните општини. Не спомнавме и тоа дека ќе се потрудиме, мислам дека во последниот квартал на оваа година да воспоставиме, односно да имаме линија и со општина Неготина. Тоа е добро, тоа е добро. И во принцип тоа ги офативме сите теми.
Ќе имате информирање за граѓаните на традиционален начин, со флаери или други видови на информирање на самите И постојки. во самите автобуси, И самите во самите постројки има истакнати возни редови. Како што спомнавме, че имаме и кампања во секое местно население каде што до кој имаме јавен превоз, че има значи од вработените со посебно назначен временски интервал кога ќе правиме како презентација на тоа сето и во исто време че продаваме картички со кои мислам дека што повеќе се По-практично е користат. тоа, Практично со Како една страна за нас, значи не користиме билети, не користиме, немаме дополнителни трошкови, а со самото користење на картичките имаме поголема евиденција на сета работа и плюс бенефити за граѓаните што плаќаат поевтино во себестојност. Аз се благодарам. Благодарам и на нас. Почнувани, ете имавме шанса да разговараме со Александар Георгиев, директор или менаџер на јавното предпријатие Превоз во Кавадарци, и кажа некои новини. Ќе се стремиме кон подобрување на јавниот превоз. За мене е интересно ова бочето кое се надевам идната 2024 година ќе вози кон Мокриште и ќе се рекреираме таму, така да овој дел на општина Кавадарци ќе биде уште поблисок и нам. А вас препорачувам почесто да користите јавниот превоз во Кавадарци. Сега е многу по-прифатлив за джебот и побрз. Се надам дека бевте задоволни со информирањето во оваа емисија. Благодарам и пријатно до наредното дружење.